Во Штип, за жал, сите граѓани ги немаат сите услови за живење. Сте биле во село Почувал? Молам? Па не можете да отидете, нема пат. Нема пристап до тоа село. Нема пристап до тоа село, да, нема пристап. Шашавалија сте биле? Тука ни кажувавте приказни дека градите гасовод, градите патишта, градите спортски сали, па дури ги наброивте каде сте имале изградено спортски сали, спортски игралиште. Па кажете во Штип и Штипско, во кое турско село изградивте нешто? Почивал, ете, ви повторувам, Почивал, сте биле? А не сте биле. Не сте били, бидејќи нема патишта. 10 години дискриминаторски политики кон турската заедница во Македонија. И денес бевме сведоци за време на Комисијата за образование, наука и спорт. Како ги дискриминирате турците? Па доста е. Во Карбинци, во турските села во Карбинци, во Ходжалија, во Прналија, а таму ВМРО не владее. Таму воопшто не ни постои ВМРО. Таму владеат локалните шерифи. Таму владеат полицијата. Таму владее шумска полиција. Се со цел да ги исплашат турците. А зарем над 100.000 граѓани од турската заедница го полнат буџетот за да Груевски се вози со мерцедес од 600.000 евра? Па да, тешко ви е. Знам дека ви е тешко. Уставно право ни е образование на мајчин јазик. Па во Клавузлија немаме основно училиште. Па овие села што ги броев воопшто не сте ни биле последните 10 години, а не верувам дека и пред тоа дека сте биле. 12 години задолжително образование имаме. Каде во општина Карбинци има средно образование? Децата од општина Карбинци патуваат до Штип, а не им се плаќаат патните надоместоци. Знам, тешко е. Тешко е да ги маргинализирате турците, која некој ќе ви ги каже. Но пак ја повторам, не е проблем тука неколку пратеници од ВМРО да ме игнорираат. Над 100.000 турци ги игнорирате веќе 10 години.